Да, ако велите да ги утврдим. дека министерот Спасовски не е одговорен, веќе велите дека од него нема да барате одговорност, тогаш следното ниво се директорите на јавната безбедност и на УБК. Ако се докаже вина во некој од тие два сектори, ќе барате одговорност и да замине некој од нив? Секако, не значи дека јас сум во право и за Оливер Спасовски. Јас го кажувам моето чувство, заради тоа што знам како сум информиран со сите детали, кои што дел ги споделувам со јавноста, дел не смеам да ги споделувам заради самиот систем и заради тоа што секако сериозноста на еден премиер во делот на функционирањето на институции тоа не го возможува. Но ако се утврди одговорност, секако ќе побараме одговорност од било кој да е во државата, вклучително и Зоран Заев, на кој што народот може да му побара одговорност во секој момент. Така да сум транспарентен политичар за сите постапки. Досега во Македонија за се што се случувало, јавноста била запознаена и некој пат е понесена одговорност, некој пат е испратена пораката на етичкото однесување дека мора до крај да биде заокружено или слично. Ако се случи за незаконитост, се знае. Законот важи еднакво за сите, имаме и такви случаи. Градоначалници, функционери и слично. Па сега велите законот важи еднакво за сите. Сега да видиме на случајот на Груевски дали ќе биде баш така. Ќе испадне дека законот можеби нема да важи за Груевски. Груевски е осуден криминалец. И не само што е осуден криминалец, тоа е кукавица. Човекот кој што кажуваше дека е спремен на се, вклучително и затвор за Македонија, покажа колку голема кукавица е. Ама ние немаме... Тој... Ние немаме полза од тоа што премиерот го нарекува бившиот премиер кукавица. Ние од премиерот очекуваме да го обезбедел бившиот премиер, кој што е осуден, да не избега од земјата. Добро. Значи, институциите на системот функционираат согласно закон. Оти велите законот важи еднакво за сите. Ако институциите на системот ја поминат границите на нивните секојдневни овластувања, на нивните закони и наредби кои што ги имат, апсолутно исто така јавноста ќе биде незадоволна за одредени човекови права дали се кршат, како тоа може, исти сте со режимот или слично, има тука резка граница. Тоа не значи дека МВР само заради наредба може да постапува. МВР има и своје овластување и постапувала согласно своите овластувања кои што законот ги дава. И апсолутно тоа е до дозволивите работи на законот и она што значи нормално демократско управување со државата. Оти ако се случи да се помине таа граница, уште еднаш потенцирам, ќе биде обвинета истата таа МВР, Зоран Заев и извршната власт, дека кршат човекови права, дека недозволиво е се. Човекот додека е на слобода, е на слобода. Слободите и правата се врвна европска и демократска вредност. Така да знаеме точно докаде имаме мандат, докаде законот тоа го дозволува и овластувањата на сите што работат. Свесен сте за гневот во јавност по ова што се случи. Граѓаните се гневни, лути. И веројатно најмалку што може да се направи е да се лоцира одговорноста и некој да понесе одговорност, бидејќи Груевски не е било кој. Ако има одговорност и таа е утврдена, ќе понесе одговорност кој сака некај во државата. Почнувајќи од мене, па во пирамидата надоле за било кој. И немам дилема во таа работа. Но нечесно е, заради тоа што е гневна јавноста, ние да почнеме да разрешуваме се и се што. Како така? Прво, луѓе сме. Второ, треба да имаме и одговорност према луѓето, како личности. Тие има луѓе кои што своите животи буквално секој ден ги ризикуваат заради Македонија. Како ќе убедите јавноста дека не станува збор повторно за некаков дел меѓу врхушките на претходната и на актуелната власт за шефовите да се спасат, а чираците да го трпат, да ги трпат последиците? Аргументите се на моја страна заради тоа што и порано се исправуваше од истата јавност, нашата јавност, дилемата дали Заев се договорил во пржинскиот процес. За Груевски испадна дека не е така. Дали Груевски стварно ќе бил суден, испадна дека не е така. Дали ќе бил осуден, испадна дека не е така. Ќе ве потсетам, цело лето се чекаше дали некој ќе влијае врз апелација или слично. Да, ама на крај не влезе во затвор. Избега. Се што сум кажал, така ќе биде. Јас кажувам дека Груевски ќе биде вратен заради тоа што и меѓународната легислатива и законите се на наша страна. Ќе биде вратен. И Санадер избега, така? Па беше вратен. Ќе биде вратен. Груевски сега и Унгарија треба да одговорат. Ова што досега го знаеме. Дали бил киднапиран? Штом вака во дипломатски
коли е возен по повеќе земји. Па нели е пак одговорност на МВР и да бил киднапиран, дали бил- бидејќи тој има така да? 6 мина обезбедувачи од МВР. Така да ги истражиме работите, дали бил киднапиран и дали доброволно по собствена волја влегол во дипломатска кола. Од тие одговори ќе се испостават еден куп други прашања. Ајде да ве поврзани со барањето негово за азил Да, ве пр- и за одлуката на една земја членка на ЕУ и на НАТО.